Владењето на правото е клучно за европскиот напредок на Македонија, поле на кое во минативе години целосно се стагнирало, порачи евроамбасадорот Михалис Рокас. Вели во моментов се гледа волја кај властите за реформи со цел подобрување на состојбата, зашто помош ке сме добиеле и од официјален Брисел. Покрај тоа, според него, важни се и реформите во јавната администрација, кои ќе допринесат за подобрување на состојбите со владењето на правото. Тоа е владењето на правото, клучна компонента за се, а другата е јавната администрација, односно реформата во јавната администрација. Потребна ни е компетентна јавна администрација, која што ќе може да ги спроведе сите реформи. Но во делот на владењето на правото работиме навистина напорно, знаеме дека тоа е голем приоритет, стагнираше во изминативе неколку години, па затоа треба да имаме конкретни чекори напред и да ги имаме многу скоро. Една од главните цели на владата се реформите во правосудството, бидејќи повеќе од катастрофални се бројките кога станува збор за довербата на граѓаните. Министерот за евроинтеграција Орхан Муртезани порача дека власта има сериозни цели за реформи, но знае дека работата е и повеќе од тешка и сложена. Првиот сигнал е дека во секторот правосудство реформите одат малце поотежнато. Колку и да министрите се трудат да дадат дополнителна динамика, динамиката на имплементација на реформите, таму ми личи за сега дека е побавна, се надеваме дека ќе добие дополнителна брзина. На патот кон ЕУ Македонија ја има реформската агенда која што Брисел ја донесе за земјите од Западен Балкан, според која на државава исследуваат 750 милиони евра, пари кои треба да се добијат според напредувањето во реформите, како и Муртезани и Рокас порача дека промените во правосудниот систем се и повеќе од важни. ЕУ или она што ние го кажуваме или го препорачуваме не е против поединците, туку се работи за тоа да имаме силен систем кој што ќе почитува независноста на судството. Муртезани порача дека Македонија активно работи на исполнување на реформската агенда со цел напредок кон членството во ЕУ, но и пристап до финансиите кои Брисел ги дава за оние кои напредуваат во реформите.